Почитувани, железничкиот сообраќај во нашата држава ги живее најлошите години од своето постоење. Не се памети кога железниците во Република Македонија биле во олку лоша состојба. За жал, на праг сме на целосно замирање на железничкиот сообраќај, а со тоа Македонија да стане единствената земја во Европа без железнички сообраќај. Пред 3 години, со укинувањето на единствената меѓународна железничка линија, Солун-Скопје-Белград, станавме меѓународно железнички изолирана земја, а сега со укинувањето на внатрешните железнички линии кон Кичево и Кочани, се најавува и домашно замирање на овој превоз. Почитувани, железниците во Република Македонија се во вештачка кома. Нема изградба на нови пруги, нема ремонти на постоечките пруги, нема набавка на нови возови и нови локомотиви. Буквално, железниците се оставени на забот на времето. Како никогаш до сега, сведоци сме како локомотиви горат по македонските пруги, како вагони исклизнуваат на отворена пруга, како патничките вагони спротивно на сите железнички прописи во зима се загреваат со плински боци, како расположливоста на возниот парк поради недоволно одржување се преполовува. Почитувани граѓани, од друга страна пак, додека вработените во железница со право реагираат и ја чекаат својата плата за месец јуни, постојано фрчат огласи за нови партиски вработувања. Раководствата вршат масовна партизација со нови кадри. Патем, според информациите од железница, голем дел од овие ново вработени земаат плата, а не даваат, речиси, никаков придонес во работењето. Од тука, наместо по секоја основа да се намалуваат непродуктивните трошоци, власта за своји партиски цели дополнително ги оптоварува буџетите на МЖ Транспорт АД и на ЈПМЖ Инфраструктура. Нема пари за плати на вработените, а има пари за нови партиски вработувања. Нема пари за изградба на пруги и набавка на нови возови, ама има пари за набавка на супер луксузни лимузини за директорите. Очигледно е дека оваа влада, предводена од СДСМ, нема ниту волја, ниту има капацитет да се справува со предизвиците на железничкиот систем во Република Македонија. Се покажало во минатото, секогаш кога СДСМ е на власт, железницата стагнира. Наместо да се спроведуваат проекти за подобрување на железничкиот сообраќај, тие размислуваат како побрзо да ги продадат и да се оттарасат од железниците. Да не се заборави, владата на ВМРО ДПМН купи 6 нови возови, 4 нови електрични локомотиви, 150 товарни вагони, а СДСМ не се способни ни да ги управуваат, а камоли да купат нови. Ете, тоа е СДСМ. Затоа, што поскоро оваа неспособна влада треба да си оди од власт, а на нејзино место да дојдат стручни кадри кои максимално посветено ќе работат. Но овој пат не за обнова, туку за одново градење на се што е досега уништено. Благодарам, повелете ако има прашање. Прашање за пратеникот Стојановски пристигна од Искра Петческа од ТВ24. По 3 прашања кои што се последователни ќе ги поставам сите одеднаш. Што се предложи ВМРО ДПМН со амандманите за ребаланс на буџетот во смисла на заштита од пожари и други елементарни непогоди? Дали амандманите беа прифатени? Ако не беа прифатени, со кое образложение се отфрлени? Секако благодарам за прашањето. ВМРО ДПМН и пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата поднесе амандман во износ од 90 милиони денари за набавка на 20 нови противпожарни возила кои што би се користеле на територијата на целата Република Македонија. Тогаш беше актуелен пожарот во Галични, кога можете да се сетите дека со ланец буквално беше влечено противпожарното возило. Пратениците од СДСМ и мнозинството не го прифатија овој амандман и се исмеваа со нас, сметајки дека поголема потреба има да се издвојат 144 милиони денари за набавка на мебел, 17 милиони денари за набавка на нови возила за овие кои што се министри и директори, но сепак сметаа дека не треба да се одвојат 90 милиони денари за да набавиме 20 нови противпожарни возила, кои што во овој момент можевме да видиме дека ќе спреча многу од пожарите. Нажалост, тоа е СДСМ, тоа е ДУИ, сепак на крајот граѓаните ја плаќаат нивната неодговорност. Затоа тие луѓе треба да се заменат што е можно побрзо, за да ги спречиме сите овие работи. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.